Почитувани пријатели, добро вечер. Добро дојдовте на YouTube каналот Доверливо со Насир Селмани. Вечерва имаме специјален гостин, адвокатот и правен коментатор Звонко Давидовиќ. Господин Давидовиќ, добро вечер. Добро вечер. Благодарам што прифативте разговор. Благодарам на поканата. Кога вас ве читам во колумните, велам во Македонија има будале. Не, најверојатно. Еде сте меѓу ретките, пошто јас се вклопувам во тоа што уште веруваме дека ова земја може да се опре. Не можам да не верувам, затоа што е ова единствено место кое го имам. Тука сум пораснал, тука живеам, тука целиот мој живот поминува и не можам да не се обидам да направам, да се обидам да влијам да стане подобро место за живење. Дали заради тие ставови имате непријатности во живот? Не, до сега некоја реална јавна закана, немој да пишуваш. Не, луѓето, не, али луѓето знаете како дел од луѓето. Веќе знаат дека вие сте таков и ве прифаќаат. Да, најверојатно има критичари што и нормално има луѓе кои што ве сакаат, има луѓе кои не ве сакаат и тоа е тоа. Тоа е нормално. Тоа е нормално во животот. На почеток сакам да ве прашам за скандалот во Гостивар. Што конкретно се случи во комуналното предпријатие? Кои прекршоци се утврдени или се предпоставува дека се сторени? Вака, конкретно да ви кажам што на вистина се случило, не знам, затоа што најверојатно се уште се испитува и се истражува, но можеме да зборуваме за последицата без оглед што е причината. Значи, ако вие ја загадите водата за пиење и молчите долго време, уопште дојде до загадување и не им кажете на луѓето дека е опасно да ја користат таа вода, очигледно дека не функционира системот. Она што милион пати сме го виделе. Значи, не можете вие еден од основните ресурси потребни за живење, вода, воздух, храна, да биде загадено и да дозволите да се загади. И јас и вие сме пораснали, сме фатили едно друго време, каде што водоводите и изворите беа стратешка работа која ги чуваше на времето војска. Значи, таму не можеше секој да дојде да приде и секој да манипулира или работи, градежни работи во близина водоводот без одобрение и надзор да го санира, да прави некакви градежни конструкции. Тоа беше невозможно порано. За жал, очигледно и ова потврдува дека нашиот систем е разнебит. Дали постојат елементи на кривична одговорност и за кои кривични дела би можело да се... Вака, првично бе општо земено она што се случи. Прво имаме несовесно работење во служба, не се преземени действија кои морале да ги преземат одговорните лица кои се одговорни. Имаме и загрозување на општата сигурност, дури која влие на здравје на голем број на луѓе. Значи, последицата може да биде во иднина катастрофална, не знаеме што се ќе се случи со здравјето на тие луѓе кои ја консумирале таа вода. Така да, од сето тоа може да произлезе за тебе овие неколку кривични дела. Кој може да сноси одговорност? Јавното предпријатие, општината, градоначалникот? Вака, сите оние кои според закон имаат ингеренции да вршат, да стопанисуваат, но и да вршат надзор и контрола над водоводот. Секако дека општината и јавното предпријатие, па и градоначалникот имаат своја улога и своји надлежности во сето тоа, затоа што одговараат за благосостојбата и живењето на тие луѓе во општината со која раководат. Интересно е што кај нас никој после ваква работа не станал онака машки и кажал, видите, моја одговорност е, иако може би не е кривична, али е морална одговорност, може политичка, било каква одговорност, да стане и да каже да јас сум одговорен за тоа. Пропустите се тие, за да извлечеме заклучок и да утврдиме што не чинело, за да можеме да се бориме со тоа и да ја подобриме во иднина работата. Дали функционер може да кривично да одговара
за одлуките донесени во рамки на неговата функција или сепак ќе мора да се покаже или да се утврди дека имал некоја лична корист од тоа? Ќе треба да се утврди дека имал лична корист или дека на извесен начин таа одлука била донесена поради некакви интереси, не мора да е само материјална корист, може да и некаков друг интерес. Затоа што би било погодно секој функционер, без оглед каде се наоѓа, да одговара за своја одлука, ако таа одлука за која гласал или ја донел, била донесена во рамки на неговото размислување и неговата совест дека може би постапува исправно. Свесни сте, вие сте виделе многу дека за една иста работа можеме ние двајца да имаме две различни мислења, но тоа не значи дека едниот од нас треба кривично да одговара, него треба навистина совесно да ја донесе таа одлука. Но понатаму, ако се види во пракса дека тоа не функционира или има слабости, таа одлука може и да се дополни, да се поправи, да се измени. Тоа е она што нас недостасува најчесто. Која е правната одговорност на градоначалникот во работата на комуналното предпријатие? Вака таму има директор, он како градоначалник одговара за своето работење, но овде пред се одговара директорот на јавното предпријатие. Но точно треба да се видат ингеренциите и надлежностите на градоначалникот. Може ли да вршат контрола? Инспекции има таму, евентуално може да дојде во прашање и инспекцијата зашто не презела и не ги проверила работите. Така да треба навистина да се почека да се види што е причина. Тоа е на ниво на политичка одговорност? Не, таму може да има многу лесно и кривична одговорност. За градоначалникот? За градоначалникот не сум сигурен, затоа што треба неговите ингеренции во однос на јавното предпријатие да се видат, но директорот на јавното предпријатие, инспекторите кои не вршеле надзор и контрола, сигурно дека може да одговарат, но треба конкретно да се утврди кои се нивните пропусти. Дали во конкретно случај може да станува збор за злоупотреба на службена должност, конфликт на интереси или пак корупција? Да, корупцијата треба да ја докажеме сосема е можна. Нашето општество е за жал корумпирано, исклучително многу, дури има и народната заедница често пати. Не мора да е класична корупција. Апсолутно. Ако вие вработувате луѓе во комуналното предпријатие со партиски листи, да се разбереме, и тоа е корупција. Ќе ви објаснам подоцна, само да ви одговорам на ова дека во рамки на своето работење да има може да има, ако се докаже злоупотреба, бидејќи злоупотребата гласи дека тој што бил должен да преземе определени действија не ги презел или презел действија за кои знаел дека не сме и не треба да ги преземе. Така да треба да се види зошто, која е причината и да се подведат одговорните лица под тоа законско битие на определено кривично дело. Но треба да се утврдат фактите пред се. Според вас, какви докази треба да најде обвинителството за да овој процес се одвива така како што? Вака, ова е многу генерално прашање за конкретна работа, но треба да ја погледа целокупната документација и начинот на работење на комуналното предпријатие. Сега ова е претпоставка, шта би било, кад би било. Треба да утврди кога последен пат се извршени и на кој начин. Проверки како функционира водоводот, дали има на определен начин загадување врска со канализацијата, кој тоа го направил, кој го дозволил или кој тоа го направил без дозвола, а зошто не е извршена контрола и надзор над стратешки ресурс, каде што вие снабдувате со вода една голема популација население кој зависи од таа вода. Доколку институциите да претпоставиме дека имале информации за тоа што е неможно, нели? Има шпекулации дека, нели, кога виделе дека работата излегува вон контрола, па се обиделе преку доставување повеќе хлор да се заврши работата. Дали може да има одговорности за непостапување? Апсолутно. Кривичните дела не може да се извршат не само со сторување, него и со несторување. Значи да не ги преземете действијата кои сте должни да ги преземете. Дури овде во конкретниот случај може да дојде и некој од кривичните дела, тешки дела против здравието на луѓето.
Затоа што допрва ќе има последици по здравието на луѓето со ваквото Работи постапување. за над 4.000 луѓе. Апсолутно. Кои што сега ако се слуша докторите кои велат дека може да имат и долгорочни последици Така е, по така е. по нивното здравје. Сега ние гледаме како се води расправата, нели, за секој случај. Има партиска диоптрија. Постои ли според вас опасности истрагата да се користи како политички инструмент против политички противници? Како може да се разликува вистинската истрага од она која има политички примеси? Ова ви е добро прашање. Секојаш во секоја ситуација постои таа дилема, за жал, последните години. Многу лесно ќе го добиете одговорот ако нема лица кои се над законот, а согласно законот имаат одговорност и влијание на целото работење. Ако обвинителството утврди одговорност, ќе мора да утврди одговорност на сите лица кои што се поврзани со целата работа. Ако има луѓе кои што се изоставени се над законот, па селективно се применува, не знам, овој е виновен, али другиот не е, многу лесно ќе видите дека е селективен пристапот и дека најверојатно има и политичко влијание и политички притисок, роднински, било каков. Некој да се таргетира, другиот да се земе. Другиот да не се земе, за жал. Заштита. За жал. Вие сте свесни, тоа не се случи во болницата во Тетово. Меѓу другото, никогаш не се утврди кој е одговорен за сето она што се случи. Се утврди која е причината за пожарот, наводно кабел, но не и одговорноста за настанатата катастрофа која однесе многу човечки животи. Што треба да направи обвинителството за да обезбеди независна и транспарентна истрага? Затоа што кај нас тука со транспарентноста имаме проблем. Од една страна медиумите известуваат за индиции, меѓутоа официјално никој не излегува да... Така, има и обвинителството има делумно проблем затоа што истрагата е тајна. Значи, кога ја спроведува истрагата... Истините, ова за тајноста, минимални информации не треба обвинителство? Тоа сакам да ви кажам. Зошто чути? Значи, истрагата е тајна и кога што е нормално, обезбедувате докази против определени лица, многу лошо е однапред да ги отворите картите и да им кажете се води истрага, се води за тоа, овие се докази. Ама извини, јавноста не треба да знае. нас не кажа дека Тоа е фекални води се... Тоа е вториот дел. Течат информации очигледно од обвинителството, најчесто можете да видите политичари кои што излегуваат или цитираат со одговорноста. Тоа покажува дека политиката е длабоко навлезена, не само тоа, многу работи, дека е длабоко навлезена во обвинителството и судството. Но, како да обезбеди? Многу лесно може да излезе и да каже да се случи настанот е тоа, обвинителството работи. И треба да го сработи релативно брзо тој настан, не да трае со месеци и години, нешто што за што многу лесно можете да обезбедите докази. Има документација во општината. Или има дело или нема дело. Така е, а не да трае тоа. Спора правда и не е правда. Знаете, ако вие не ги опфатите сите и ако трае премногу долго и се разводнува целиот настан, целата ситуација, не можете да зборувате за ефективна правда. Од неможност тоа го прават или намера? Често пати зависи и од... Често пати постои тој политички притисок да се испорача определена работа, бизнис притисок да се испорача определена одлука работа но често пати имам чувство дека обвинителите наместо да обезбедат квалитетни докази, одат на бројност на докази и бројност на обвинети, каде што спектакуларно се почнува определен предмет. И сега вие викате овој предмет брзо ќе заврши, брзо ќе се дојде до правда. Ама ако имате 30 на обвинети и неколку илјади страни доказен материјал, не можете да очекувате дека тоа брзо ќе заврши. Затоа што секој од обвинетите има свој права, треба да се изведат тие докази и обвинителството
обвинителството е свесно дека тоа ќе трае. Многу е некоректно кога ќе се излезе и ќе се каже еве ние брзо направивме, подигнавме обвинение, ама одбраната е таа која што го одговорекува предметот. Не е точно. Затоа што ако обвините 30 луѓе, вие сте свесни дека тие 30 луѓе имаат право на одбрана. Каква и да е. Законот тоа го предвидел и точно можете да предвидите дека тој предмет ќе трае долго. Дали според треба да се, пошто на ова фаза, да речеме, дали треба да се објават договорите, тендерите, финансиските извештаи и одлуките кои што на органите за управување, за да се обезбеди транспарентно, затоа што тоа не само за овој случај, него воопшто. Ја верувам дека ако се заинтересираат луѓето, новинарите или било кој, тоа се информации од јавен карактер, тоа не се тајни документи. Она што општината го склучувала, секој може да го помари да го добие како документ. А ако постои истражувачко новинарство, Збориме институционално обвинителството за да ја на некој начин да прати, да ја увери јавноста дека постапката е законска и дека сега тоа е прашање на тактика и техника на обвинителство, да ја не би излегувал и не верувам дека обвинител ќе излезе јавно кои докази ги обезбедил во мигот додека работи истрагата. Но секако треба да даде една информација дека се случува нешто, дека тоа случување е согласно законот и дека е сеопфатно и мигот кога ќе заврши истрагата, кога ќе подигне обвинение, треба да излезе и да каже кои луѓе се опфатени и зошто. И впрочем ќе се зборувам за предмети кои се од ваков калибар каде што е јавноста навистина заинтересирана. На крајот на краиштата, која плаќа цената на ваквото неодговорно? Секојаш граѓаните. Секојаш без исклучок. Свесни сте и вие. Полека со секоја постапка ваква, не само материјална штета. Секаква штета плаќаат граѓаните, дури и системот полека се нарушува. Со една отстапка се предизвикува друга, трета. Така да тешко можеме... Колку нашето неодговорно однесување како граѓани пред се придонесуваме вакви ситуации денес? Апсолутно. Ние сме дел од случувањето и дел од животот. Тоа преска сакам да ви кажам, не е корупција само ако некој земе пари и намести тендер. Корупција, дел од корупција, ситна, не ситна, али е корупција. Кога бараш преку ред да ти се издаде извод, кога бараш да се заврши нешто, да ти се скиме казна, да се направи нешто што има ред и има постапка, сакаш надвор од постапката. Да се вработиш преку партиска листа, да се унапредиш. Сето тоа е корупција. Да градиш куќе таму кај што не може да се гради. Сето тоа е корупција. И за жал, нашите луѓе, јас си напишав во една колумна, нашите луѓе веќе тоа им е менталниот слоп, каде што на тој начин размислуваат. Нема веќе кај нашите луѓе размислување да се испочитува законот и во рамки на законот да се заврши работата, него да се заврши на свој интерес, најбрзо што може, начинот и постапката не се битни и законот. Доколку се утврдат злоупотреби, кој конкретно треба да одговара? Оние што ги донеле одлуките, оние што ги спровеле или оние кои што знаеле, а сепак не преземале? Сите, затоа што ако од одлуките, но сега да не сватат гледачите дека априори донесена одлука мора да одговара, него дека тие одлуки биле донесени на таков начин за да се овозможи вакво нешто, ги спровеле одлуките и ако знаеле дека ќе се случи вакво нешто и знаеле дека се случува, ама молчеле, сите тие треба да одговарат. Но не априори... Без исклучок, нормално. Сепак, ако се направи една градација, кој не е одговорен? Навистина треба да се види. Тие што ги носат одлуките, предпоставам. Но и оние, може би одлуките биле добри. Не знаете. Затоа ви кажу, начинот на спроведување, начинот на кој се обавувале работите таму. Така да не можете да бидете сигурни се додека навистина не се направи увид во документацијата, во начинот на работење за да утврдите определени работи. Многу е неблагодарно да кажете, овој да перите прст. Дали овој е прекраток период за да може обвинителството
да има една слика што... Ја верувам дека сликата може брзо да може би е рано за да излезе со комплетна завршена истрага, но сигурно имаат сознание и сомневања за определен круг на извршители кој може да биде офатен. Но најверојатно треба да се обезбедат докази кои што сето тоа во судска постапка ќе го потврдат. Знаете, многу е лесно да излезете во јавност, тоа го прават најчесто луѓето. Оно е виновен, им покажува со прст по име и по презиме. Ардома, треба да обезбедите докази во судница. Таа улична правда, тој закон на линч кој последно време се подржава, тоа не е правна држава. Не сваќаат луѓето дека истите тие кои тоа го прават, утре целата работа ќе ја доживеат и тие. Ако немате закон, ако немате правила на игра, правила на однесување, систем, и вас ќе ви се случи истото само ако попречите некому или некому станете интересен, ве таргетира. Меѓутоа една работа мене не ја ви ја разбирам на формална страна затоа што се што е кажано ќе мора да се Пред суд. Така е. потврди пред суд. Меѓутоа имаме еден ноторен факт. Фекали во Апсолутно. Затоа мора да се тие сами одговара. не дошле таму. Апсолутно. Затоа мора да има одговорност. И многу ќе биде лошо ако овој предмет заврши исто онака, повторно ќе ви кажем како што заврши модуларната болница во Тетово, како што заврши некои други ситуации, каде што не добивме одговори, никој што не да го добиеме. Ми дадовте повод за кога спомнавте модуларната болница. Навистина поразително е како општество. Пративме деца на екскурзија, ни се запалија во автобус. Пративме наши роднини во болница во корона да ни се лекуваат, ни се запалија таму. Однесовме деца да ни се забавуваат во кафич, ни се запалија. Сега ни ја трујат водата. Што остана друго за да ние сватиме дека навистина вака не може? Многу одамна требаше да сватиме, со многу ситуации настани предходно. Ова е само последица. Ја често пати кажувам, знаете, дипломатите имаат постапуваат најчесто во ракавици. Но кај нас последно време дипломатите најверојатно изреволтирани од сето она што се случува, јасно, гласно, без ракавици ги кажуваат работите. Сеќавајте дека Агилер кажа во една ситуација дека толку е корупцијата кај нас присутна, да нашите луѓе, граѓани, ќе почнат ради таа корупција да губат животи. Токму тоа се случува. Ние добивме многу опомени. Ние се сеќавате на извештајот. Несериозно ги примавме. И несериозно го примаме, но и не правиме ништо за да преземеме определени работи за нас да ни се олесни и среди животот. Ја извештајот на која е таа нулта точка што треба да ни се случи да сватиме дека Вистина не знам. Ја мислам дека одамна за паметни луѓе нултата точка е дојдена одамна и дека времето одамна дојдено за да се свестиме сите да преземеме нешто. За жал такво нешто нема. Едноставно некоја меланхолија меѓу луѓето, незаинтересираност, оставено да тече се онака како што тече, као да живееме во виртуелна стварност. Како да ова земја, овој живот не се наши. Не се наши, едноставно тука сме дојдени на некој викенд и ќе си одиме на друго место. Ние друга земја немаме, но не се обидуваме да направиме нормално место за живење. Сакав да ве прашам и за што збориме ние за реформи во судството 30 години и никако да ги завршиме тие реформи. Според вас, имате долго искуство, 30 години како адвокат, зошто граѓаните имаат ниска доверба во судството? Затоа што гледаме што се случува. Затоа што ви имате предмети кои што не завршија и не дојде до одговорност, нешто што беше очекувано, каде што не само народот, него и домашните и меѓународните експерти очекуваа определена разврска. Ако имате, значи, ова е толку многу широка тема да ја не можам сите причини да ви ги набројам. Но, ако формирате специјално обвинителство и тоа обвинителство го разнебитите, после тоа и не
даде ниту еден резултат, реален резултат за нечива одговорност за она што сите го знаевме, го слушав во бомбите, тешко некој да може да верува во судство. Ако имате двојни аршини и двојни стандарди, например, случувањата 27 април, ви имавте 4 различни обвинени за исти настани, за исти действија, различни луѓе, едни ги подведовте под тероризам и напад на државно уредување, едни имавме за насилство, едни за спречување на службено лице. Казните се драстично различни. Некои луѓе добија 18 години, некои 15. Треба да одговараат. За не сватат гледачите сега, никому ништо се случило. Не, тоа е една од најлошите работи кои не се случи. Влез во законодавниот дом. Но, треба да одговараат за сите еднакво, без селективност. Не можете вие, така наречените нарачатели, мозокот на таа операција да ги казните трикратно помалку од обични луѓе кои што влегува во собрание заведени од политиката, од патриотизмот, од што и да е. Не е коректно. Слушавме разговори бомби, каде што во судскиот совет очигледно се именуваат судиите политички. Вие имате една реченица каде што на координација на партија присуствува, па овие луѓе сега ќе бидат. Тоа покажува дека политиката длабоко навлезена и ако ги анализирате секојдневните случувања, народот не може да има поинаква доверба. Погледнете сега и во Уставниот суд што се случува. Погледнете што се случува со обвинителството, со Академијата за суди и обвинители. Имаш интересен случај ова недела, мислам. Човекот кој што најдобро бил рангиран е избран за... Значи, квалитетите не се битни кај нас. Не, се за жал партиската книжка, политичките и бизнисверските. Па вие се сеќавате дека еден од председателите на судски совет се повлече поради политички и бизнис притисок. Но тажно е што никош не го кажа кој е тој политички, кои луѓе се тие за да можат работите да се расчистат и разрешат. Кај нас се става под килим, но ѓубрето кој го ставате под килим не Тамо ќе остане, ќе гние. Така е. А дали проблемот е во законите или во луѓето што ги преминуваат? Во луѓето, во менталниот склоп дефинитивно. Нас и меѓународната заедница често пати во извештаите ни кажува дека не имаме доволна и уставна и законска рамка да ги спроведеме комплетно и реформите, законите. Ние не ги почитуваме законите, не ги спроведуваме онака како што се напишани. Ние имаме една итарпеовска доктрина, само да најдем дупка во законот. Да, постојат ситуации во кои вие можете да најдете дупка во законот и да постапите согласно неспротивно на законот, но не можете тоа постојано да го користите, особено ако е регулирано во законот. Не можете селективно да примените закон на определен круг на луѓе, а друг кој е релативно високо во општественото скалило на јавни функции едноставно да ги амнестирате. И тоа не е во ред. Колку политиката и партиските влијанија го контролираат судството? Очигледно многу. Очигледно многу, ако вие, меѓу другото, знаете како, политиката длабоко налезе во судскиот совет. И ако вие разрешувањето, изборот и именувањето веќе имате влијание, вие го контролирате на известен начин судството. Ако избор, разрешување на суд. Така е, секој пат постои закана дека ќе бидеш разрешен. Но, што е она што е уште полошо? Што судиите а има добри судии и има луѓе кои што се многу честни, но немаат заштита. Судскиот совет требаше да биде гарант за независност и самостојност на судството. Ако вас нема кој да ве заштити, како можете да очекувате дека некој ќе стане и ќе се бори против своите колеги, а нема кој да го заштити?
Втора работа, ако вие сами извршната власт го крши законот, па често пати последно време вика, јас не им давам плата на судиите, тоа не е во ред. Тоа е кршење на закон. Ви имате закон за плата на судије. А основна, ја колку што знам, е основни услов. За самостојност и независност. Ама го кршите и законот кој 2015 година стапи на сила и им гарантираше плата во определен износ со коефициенти. Па имате судско-буџетски совет и не може сега министр за финансии или било кој од извршената власт да каже ја не им давам плати, ова не може, ова може. Па треба да му се овозможи, пишува точно 0,3%. Дали тоа може, вие сте адвокат, дали таквото однесување на политика може да се поведе и постапка тоа? Може да се поведе постапка, само за тоа е надлежен орган е обвинителството. А тоа до сега... А тешко да можете обвинител да натерате, особено кога извршната власт го предлага и малтене го избира преку мнозинство во собрание главниот обвинител. Дали денеска во Македонија може да се збори за независно судство? Не, апсолутно. Судството веќе е длабоко навлезено во криза, каде што не само што е политички зависно, него има и еден клиентелистички однос. Имам чувство дека не мора више никој ни да им се јави и да им каже точно знаат што треба да испорачаат. Вие имате ситуации, не би сега одел да ги нямам гледачите конкретно, но често пати колеги разговараме, има еден институт оценка на обвинителен акт. Имате ситуации во кои толку очигледно студентот прва година ќе ви каже дека таа правна квалификација, она што е напишано, не држи. Ама никогаш не се случило при оценка на обвинителен акт обвинението да биде одбиено или да биде вратено на доработка на обвинителството. Него се остава, едноставно поминува као нешто што е чиста формалност. Американците многу внимаваат на тоа, ние за жал не. И после одиме во судска постапка. Ако нема дело, се одбива и... Така е. Одиме во судска постапка, во која после докажуваме и изиграваме истражни суди на претходна постапка, пошто работите кои требале да се утврдат во истрага или при оценка на обвинителен акт да се лоцираат па да се врати на доработка, ние после на главна расправа го правиме тоа и после траеле долго предметите. Епо траеле. Затоа што на време не се пресекуваат работи. Така е. А кога би направиле една градација, кој е најголем проблем во правосудството? Политичко влијание, корупција, нестручност или неефикасност? Мислам дека сите подеднакво. Сите подеднакво, затоа што очигледно е дека таму покрај тоа што политиката навлезе па постави, нели, се делеа наши судии и ваши судии. Еден дел од судиите очигледно постапува и е доста близо со бизнис и политичката елита, без оглед кој е умигот позиција, кој е опозиција. Самото даје на власт се уигруваат за кратко време. Погледнете, секоја власт која додека беше опозиција викаше, судството е катастрофа. Само што ќе дојде ќе седне, ќе каже судството е во ред. Судството е моќна алатка. Има еден парадокс. Чуден. Нас ни се случуваат парадокс. Власта 2 години тврди дека судството е контролирано од Заев и Али Ахмети. Донесена одлуката за седиштето на ВМРО. Излегува, ВМРО тврди конечно дојде правда. И сега велам, чекај сега, како е можно судството контролирано од Зоран Заев и Али Ахмети да носи добра одлука? Тоа ви го покажува целиот абсурд, затоа што... циркус. Адхок, знаете како од некои своји лични партиски или било какви интереси се проценува судството, па сега е добро пошто донела одлука која ја сакам. Ама претhodно не е битно што си кажал. После не чини, ама реално не ги гледаме работите, дека судството е потонато и дека мораме да преземеме мерки и действија за тоа судство да заживее како посебен контролен столб на власта.
Ако ви имате ситуација во која во една држава извршната власт е толку наметната над законодавната, која што служи како гласачка машина за дигање на раце, и судска која нема никаква контрола, нити моќ да ги контролира извршната и законодавната, ви имате еден хаос кој не можете да го зауздате. Немате поделба на власта, немате демократија. Не постои држава, нормална правна држава во тој случај. Тоа е трагедијата која се случува кај нас. Колку е реален проблемот со политичките притисоци врз судиите и од обвинителите? Видите, ако во една тајна... Тоа што сакам да направам дистинкција, она што директен притисок и она што тие мислат дека би им се случило нешто ако... Тоа е клиентелистичкиот оној однос и страв дека што би било се случи ако не испорачам она што треба. Политички притисок и притисок на јавноста, не е само политички притисок, се случува секојдневно. Ако излезете вие па критикувате определена одлука како на Запад, тоа не се случува како функционер на извршна власт, не се случува на Запад да коментира судска одлука. Судска одлука може да коментираат експерти, може да коментираат професори на правен факултет, медиуми, но на еден начин професионален. Али не можете да излезете и да најдете забелешки да кажете ова не требало вака, или во овој случај очекувам казна толку да биде. Тоа е определен притисок. Па не судиите треба да бидат отпорни на тие притисоци. За жал, се враќаме повторно сега назад, нема орган кој ги заштити. Во една тајна анкета на ОПСЕ, која се спроведе меѓу судиите, најголем дел од судиите напиша дека трпат притисок, но најголемиот дел трпеше притисок од раководителите, председателите на судовите и своите колеги, дел од политичарите. Но што е уште поразително? Што голем процент на судиите не верува во судството. Тоа ви кажува многу. Самите суди не веруваат во системот каде што работи. Така е, затоа што го гледаат системот како функционира. Дали власта денес има доволно влијание врз правосудството за да може да влие врз одредени судски постапки? Гледате сами, не само денес, него цело овој период има големо влијание на судството. И не само со јавно излегување, со критика, со недавање, не знам, на плата, на ова, на она. Ви имате ситуации во кои директно... Или не обезбедување материјална, да нема копир, нема хартија за... Луѓе, не сте свесни, вие во судството имаат голем проблем, немаат стручни соработници, немаат имаат судски поротници. Значи, одвај ги наоѓаат. Имаат големи материјални проблеми за да санираат определени работи или да набават она што им треба. За сето тоа законодавецот смисли, постои судско-буџетски совет, постои тие 0,8% од БДП, ама никој не го почитува тоа. Ако извршната власт, која е начело на државата, не почитува закон, како очекувате од граѓаните да го почитуваат законот? Како очекувате од сите други луѓе да го почитуваат законот? И имате и друга работа која се случува. Свесни сте дека во дел од предметите се случи амнестија во мигот додека траја предметите. И беа амнестирани луѓето. Да, ама беа амнестирани не само кривичниот закон. Конкретно ќе ви кажам, за 27 април беа амнестирани политичарите. Зошто? Затоа што дадоа после глас за промена на името. Како можеме да не процениме дека има политички притисок и политичка комбинаторика во целата работа? Или намалување секоја законска логика, кажува уште на прв ден на правниот факултет се учи, ако има зголемен број на кривични дела од определен вид, законодавецот реагира зголемувајќи го ја казната. Не ја намалува. Кога се случи обратно, што е нешто што е апсурдно. Дали тоа е тоа? Зошто голем број случаи кај нас поврзани со висока корупција завршуваат без правосилни одлуки?
добар дел. Или застаруваат, или... Јасно ви на вас. Или се менјава обвинителот во последен миг па застарува предметот. Јасно ви е дека политиката и бизнис елитата тука се од големо влијание и дека не се случило навистина висок функционер во последно време да одговара. Се наоѓаат начин како да ги заштитат. Апсолутно ја гледате. Дали и бавните постапки за застарување на предметите се последица на неефикасност или понекогаш се користи како механизам за избегнување на одговорност? Постои едното и другото, но едно треба да се знае дека застареноста е предвидена во сите закони во светот. И тоа е нешто што е нормално. Но не може голем број предмети да застарат. Но пак ќе ви кажам, тоа зависи не само од судијата, него зависи и од обвинителот. Ако вие обвините еден куп луѓе, а знаете дека застареноста тече и имате илјадници докази, кои навистина може би не ви треба, да го можете добро да ги систематизирате, не можете да не очекувате дека може би тој предмет ќе застари. Второ, судовите имаат и реални проблеми. Имаат проблеми со достава. Ако добро ве разберам, значи наместо да обвините 10, обвинувате 30 за да овие 10, овие 20 останати да ја заглават постапката за да ги спасите овие 10. Многу лесно. Сега знаете колегите ќе кажат, ама ја морам 30 луѓе да обвинам за овој настан. Да, можеш да обвиниш, ама во различни предмети. Категоризирај ги. Овие се не знам од таа област виновни се за тоа. Други веќе ги обвинам за тоа, за друго кривично дело, ќе бидат во друг предмет. Неповрзани постапки. Така е. Они ќе бидат поврзани меѓу себе како настан, ќе бидат поврзани со доказите, ама ќе има помал број обвинети за истородни кривични дела, каде што многу побрзо ќе траат и ќе течат постапките. Рачунајте дека има рокови кои мора да се запазат. Мора да се даде покана 8 дена пред тоа, да се запази рокот за жалба. Доставата е проблем, немаат судовите, немаат доставувачи затоа што немаат ни квалитетни плати, ретко кои се наоѓа да сака да биде доставувач. Платите на записничарите се на исклучително ниско ниво. Имате ситуации во кои ние со часови сме во судница. И сето она што го зборуваме јас и вие, записничарот го запишува куцајки. Тоа треба да го почитувате. Ретко такви луѓе имаме и ние ги школуваме, но треба да бидат и платени. Сите тие луѓе бегаат, едноставно не ќе да ја работат работата. Отворивме академија на времето, и во тој миг секој што мора да ја помине академијата за да стане обвинител и судија. Што е нонсенс. Зошто? Ние имавме во тој миг многу исклучително добри стручни соработници во судовите. Кои што можат да... Буквално да седнат да облечат тога, затоа што биле 15 години ги пишувале одлуките, биле присутни на сите судења. Вие од таков готов кадар, како да сме Америка, ја не верувам ни Америка дека би се откажала, од готов кадар се откажувате за да почнете нешто од нула. Во реде, треба обука, ама не на овој начин. Академијата покажа дека не произведува таков кадар како што треба да произведе. Каква што беше намерата? Така е. Плюс се заглави во определени очигледно дубиози, каде што и ревизорите и многу други кажа дека таму има сомнителни финансиски и други активности. Сакам малку да ве прашам за реформите. Дали кај нас реформите се сваќат како не подобрување на судството, нели како промена на законската рамка? Излезат ке речат, сменивме законот, штеклиравме, ние правиме реформи, а уствари тие промени не носат никаква промена. Точно е ваша забелешка дека буквално со законски шмикерај се обидува да се направи реформа, но резултатите, знаете како утре се гледаат, резултатите се никакви. Ни една партија не сака да во мигов, вака како што се поставени, не сака да се смени статус-кво. Само сака да дојде на власт, но секојдневното милје, политичкото милје да остане исто. Зошто?
Затоа што многу лесно не ги почитуваат законите, многу лесно се богатат луѓе преку ноќ, многу лесно партијата влијае на се, затоа што партиската книжка стана пасош и гарант и за вработување, и за функции, и за се во оваа држава. И онда не можете да очекувате од партијата да си ги скрши ногарките на столчето на кое седи. И нема да го направат. Но, очигледно е дека системот ни е толку разједен да државата веќе не функционира како нормална држава. Не можете со законски измени и шменкера и тоа да го направите. И со понекое име како кадровска промена. Не. Јас многу пати кажав да не биде сега само филозофираме и кажуваме што не чини без решение. Треба да се спроведе евалуација на работење на сите постојни обвинители и суди. И тоа ми беше следното прашање. Која е прва реформа што би ја направиле доколку утре добиете можност да го реформирате судството? Ткивото е метастазирано. Ние мораме да составиме орган на кого ќе му веруваме, луѓе на кои ќе им веруваме, да направат евалуација на работење на судиите и обвинителите. Зошто не може поединечно? Поединечно на секого, затоа што вие правораздавате во име на граѓаните на Република Македонија. Секој од нив, Албанија не треба топла вода да измислуваме. Албанија го направи тоа. Делумно им кажа, сакате потекло на името евалуација на вашето работење, ќе ја спроведеме постапката, а ако сте чисти, ќе си останете. Добар дел се дури и повлекува веднаш. оставија можност сами да си одат. Се повлекува. Еден добар дел се повлече и каже, не, извинете, ја не сакам да се спроведе постапката над мене, ја ќе си одам. Во ред, и тоа држи. Пријатно, али дај да го чистиме судството. Многу лесно имате луѓе, доскоро беа присутни во судството, кои беа непоткупливи, кои што до нив не можеше да се допре. Отида во пензија, Дани Илиев, не знам, Аги Мифтари, има куп луѓе, кои што може да седнат онакви мудри седи коси, каде што многу лесно и многу брзо цел живот тоа го работел, ќе види точно како сте го работеле тоа. Па ако сте спремни да си ја понесете одговорноста и едноставно да го изчистиме судството. Да го изчистиме судскиот совет, советот на обвинители, но да избереме луѓе не како до сега, без морален и професионален интегритет подлизурковци, кои што на прва кривина ќе свиткаат грб и ќе се клањаат пред извршната или законодавната власт. Ние треба да избереме луѓе кои што знаат да кажат, извинете, ние сме власт и ние вас ве контролираме, затоа што судската одлука важи за секого. Еднаш изречена судска одлука може да смени само повисокиот суд, ни еден политичар. Ама забораваат судиите каква моќ имаат. На времето, токму тоа беше размислувањето, кога се осамостојуваше Македонија, судиите да добијат можност да бидат навистина самостојни и независни, да правораздаваат. Ретко кој од нив правораздава, тоа е голема работа. Добија траен мандат. Добија можност да се бираат самите себе си судски совет. Добија свој буџет. Дури за тој буџет не се бунат. Молчат самите судии. Добија многу привилегии за да имаат можност да бидат независни. И повторно не се. Значи не е до законите, апсолутно. Е до материјалот до луѓето. Апсолутно. Ако судството е толку зависно и нефункционално, како што често тврдите, кој всушност ја носи одговорноста? Политичарите, судиите или самата правна професија? Сите ние. Зошто? Политичарите затоа што влијаат, не размислуваат. Знаете како многу е лесно да кажете, мојот интерес, интересот на мојата партија. Ама никој не размислува за интересот на државата. Државата е таа која сме ние, која утре ги регулира нашите права, обврски и сето тоа. Очигледно не една каста на луѓе во Македонија не ги интересира. Партијата им е побитна од државата. Голем дел. Судиите се виновни затоа што молчат и во своите редови знаат кои луѓе се, но повторно ќе кажам, немаат заштита и немаат кому да се обратат. Виновни сме и сите ние. Кога замижуваме, не критикуваме, молчиме. Нашата интелигенција молчи.
Јас ќе спомнам, Каква е таа интелигенција која молчи? не е интелигенција, ќе спомнам шарената револуција за која се уште постојат различни размислувања, но факт беше дека еден дел од луѓето кои јас ги познавам беа се интелигенција на Македонија и беа во шарената револуција со желба државата еднаш за секојаш да тргне напред и правниот систем да важи и правдата за сите. За жал, политичката партија успеа да го изигра сето тоа, да дојде на власт користејќи таа доверба и ништо да не направи од она што интелектуалците го бараа. Сите интелектуалци се повлекоа и тоа беше масакр над интелигенцијата на Македонија. Зошто? Затоа што денес тие интелектуалци веќе не веруваат никого и не би излегле за никого на улица. Баш затоа што беа изиграни. Но не е коректно. И јас ги повикувам дека секој човек кој што се смета себе си за интелигенција, а има такви куп луѓе, треба јавно да зборува, јавно да ги кажува проблемите и да дава предлози за решение за да излеземе од оваа ситуација. Затоа што сме ние длабоко навлезени во криза, каде што веќе не се гледа светло на крајот на тунелот. За жал. Може ли да има вистинска европска интеграција без независно и ефикасно судство? Не, тоа е еден, вие сте свесни, критика е во секој извештај, тоа е еден од основните услови. Остете ова политичарите што различно си ги толкуваат извештаите, па не знам, ова е виновен, па оно е виновен, па ова е виновен, па ние све направивме, ама они не сакаат. Не. Ние не блокира. Ние нашата домашна задача не си завршиме. Ма не е важно дали Бугарија и што мисли Бугарија за нас. Ма не е важно Грција или било кој што мисли за нас. Дајте прво ние нашиот двор да си го средиме. Битно е ние што мислиме за нас и што правиме за нас. Ние ништо во мигот не правиме за нас. Место да седнеме и на вистина да се направат овде реформи. Па ние сме луѓе, ја не знам, еден помал град во Америка или Кина, целата држава. Па таму во Америка еден град има администрација од, не знам, 5-10 илјади луѓе. Ние имаме администрација од 10.000 луѓе. И повторно не знаеме да ги средиме работите и да живееме нормално. Трагично е, кога ќе преминете границата со Македонија, ќе влезете во Македонија од било каде, прва гледка е ѓубре. И отпад. Ние прво живееме во ѓубре. Не само физичко, него и ментално, за жал. Имаш еден интелектуалец во Скопје, вика, зашто не им смета ѓубрето, затоа што вика така духовно се осеќа. Тоа е тоа. Тоа не го придува. Тоа е тоа. Господин Давидович, јас ги исцрпив моите прашања. Дали нешто битно што вие сметате дека треба да кажете, а јас не ве прашам, поврзано со гостивари и со реформите во судството? Не, ја воопшто би кажал нешто како граѓани на Република Македонија. Знаете, треба да престанеме да се делиме на ВМРО, СДС, по партиски линии, на ДУИ, на не знам кои све партии веќе има. Треба да престанеме да се делиме по националност, да престанеме да се делиме по сите можни основи, општини, местни заедници, по не знам што све се делиме. Луѓе, нас исти маки, исти проблеми не мачат. И само обединети можеме да направиме нешто за нас. Нашите деца се иселуваат. Греот е готов кадар оди надвор наместо да работи овде и да создава и да ја придвижува државата, ние дозволуваме готов кадар да излезе. Треба еднаш да седнеме и да си кажеме самите себе си дека нас различностите ни се богатство. И не треба различности. А ние ги сметаме како ендикеп. Да, ама не треба различностите, прво за различностите да разговараме. На времето еден политичар во еден свој говор кажа: луѓе, дајте нас личностите да си ги решиме работите и проблемите кои заеднички ги имаме. А за различностите, кога ќе го решиме се ова што нас заеднички не мачи. Малку кеос.
За различностите после ќе зборуваме. Ма тоа не е богатство, не сваќаме. Ама тоа е она што би сакал да кажам, треба луѓето да се свестат да почнеме на вистина да си ја сакаме државата и да работиме. И да се сакаме само себе си за Така е, што. меѓу другото. Господин Давидович, благодарам за разговор. Благодарам вас на Беше задоволство. и мене исто и пролета некако времето. Благодарам многу. Хвала. Почитувани гледачи, следевте разговор со адвокатот Дзонко Давидович. Зборовме за скандалот во Гостивар. Се обидовме да фрлиме светла што се случува и како би требало да се расветли тој случај и секако болната точка 30 години кај нас реформа во судството. Благодарам на вниманието, ви закажувам средба следниот понеделник. Пријатна вечер. Стиснете лайк, шерувајте и обавезно коментирајте за овие важни содржини да стигнат до повеќе граѓани во земјата.